Нотарот не навел дека проверил или побарал фактури, договори, патни налози и потврди за испорачено гориво од Пуцко Петрол на Трансмет. Во нотарскиот документ заверен од Чеху не стои дали е проверено дека долгот е важечки. По 3 години долговите меѓу фирмите, правните лица застаруваат и не може да се наведат во долгови. Проверката е обврска на сите тројца потписници на документот. Договорот за долгот не бил направен претходно, туку после завршувањето на судскиот процес. Сите тие сомнежи сега се на менито на обвинителството. Нотарскиот договор за признаен долг без доволно докази за тоа нуди изобилство од други докази за кривични дела со кои што е попречена конфискацијата на Трансмет. Направен е експресно, а првата рата од вкупно 5 предвидени требало да се плати 2 дена по потпишувањето на договорот. Во тоа време, нотарската исправа не ни била извршна, односно не била важечка, затоа што, како што покажува датумот на исправата, таа почнува да важи од 8 ноември, а ден претходно требало да се плати првата рата, иако договорот не бил извршен. И покрај овие игри со датуми во ноември 2018, целиот предмет 5 дена подоцна е испратен на извршител без да се наведе кој конкретно имот на Трансмет треба да служи за наплата на овој голем непроверен долг. Ставена е општа формулација од сите сметки во сите банки и од целокупниот движен и недвижен имот на Трансмет. Иако сите потписници веќе знаеле дека судот пресудил конфискација. Извршителот си продолжил со процедурата, а најинтересно е што имотот, 15 недвижности кои ги бара како наплата на долг за гориво, се исти од списокот на конфискувани имоти на Трансмет. Колку случајности во еден документ на 5 страници. Но Пуцко Петрол не бил единствен кој играл на овој начин. Уште неколку фирми кои за време на судењето на Сеат Кочани на Трансмет не пријавиле долгови, се појавиле после првостепената пресуда и со нотарски изјави го завериле долгот на Трансмет кон нив.